Дали обвинетите во случаите на СЈО се уште бараат начин да избегнат одговорност? По иницијативата до Уставен суд која ја поднесе еден од адвокатите на обвинетите за промена на член од Кривичниот законник, владата донесе одлука да му предложи на судот да не ја прифати таквата иницијатива. Со актуелниот член во Кривичниот законник, одговорноста ја делат сите надлежни при постапките за јавни набавки, што ги оневозможува нарачателите да избегнат одговорност. Со поднесената иницијатива, всушност се бара целата кривична одговорност да падне само врз Комисијата за јавни набавки и да се иземат од одговорност високите функционери. Со оваа иницијатива на адвокатската канцеларија која застапува еден од поранешните високи функционери, се бара преиспитување на уставноста на два члена од Кривичниот законник. Со ова преиспитување, оваа иницијатива има за цел одговорноста за неправилностите во јавните набавки да се префрли врз комисиите за јавни набавки и од било каква одговорност да бидат заштитени функционерите. Ова е целосно не во согласност со правна држава, каква што е Македонија. Законите ќе важат подеднакво за сите. Ние како влада сметаме дека оваа иницијатива е целосно вон било каква логика. Тоа што истовремено се бара, предметите кои што се водат во овој момент, а се однесуваат на кривични дела поврзани со злоупотреба на службена положба и овластување, да бидат запрени се додека Уставниот суд не се произнесе. Како што веќе кажав, ова е неприфатливо во ниту една форма. Амнестија во Република Македонија нема да има за било кој што се огрешил пред законот без разлика на етничка припадност или политичка припадност. За злоупотреба на службена положба и овластување има 50 на обвинети. Иницијативата ја поднесе адвокатската канцеларија на Еленко Миланов, кој се јавува како бранител во неколку случаи на специјалното јавно обвинителство. Миланов во дел од процесите ги застапува поранешниот премиер Никола Груевски, поранешниот министер за транспорт и врски Милијана Киевски, како и пратеникот Љупчо Димовски, кој се сомничи дека со одредена гестикулација на рацете им дал знак на некој од обвинетите да ги отворат вратите на собранието на крвавиот 27 април и да се започне напад.